Мој гостин во студиото е доктор Злате Мехмедовиќ, координатор за реформи во примарното здравство. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов и дозволете ми на почетокот да го честитам Светскиот ден на здравјето на сите наши здравствени работници, мои колеги кои што секојдневно се грижат за здравјето на граѓаните на Република Македонија. Да, и не случајно ја одбравме денешнава тема токму на Светскиот ден на здравјето, да поразговараме за тоа како функционираат здравствените центри во Македонија, но и каква е состојбата во примарното здравство во земјава. И ако говориме за проблеми со кои се соочуваат здравствените центри во Македонија при функционирањето и секако како до унапредување и овозможување на подобри услови и подобра здравствена заштита за граѓаните во зависност од засегнатите страни, се добива впечаток дека проблемот е во централизираноста на здравствениот систем, односно дека нема еднаков пристап кон квалитетот и достапноста за сите три нивоа на здравствена заштита во регионите низ Македонија. Веројатно дека решението е во децентрализацијата, но прашањето од каква децентрализација сакаме да направиме. И 2023 година конечно се започна со една трансформација на здравствениот систем, токму преку реформите кои што ги направивме во примарната здравствена заштита. Давајќи им поголема слобода на лекарите од примарното здравство, да можат да третираат повеќе дијагнози, да работат терапевски услуги кои што се од областа на специјалистичките услуги, односно во секундарното и терцијерното здравство, практично го доближивме примарното здравство повеќе до пациентите, ги оддалечевме пациентите од секундарните и терцијерните центри каде што требаше да добиваат услуги и на тој начин само преку кратка интервенција со 5 протоколи кои што беа поврзани со промена на режим на исто толку лекови, 5 лекови, 3,5 милиони лекови кои што требаше да се препишуваат на секундарно и терцијерно здравство, преминаа на примарно здравство и така повеќе пациентите немаа потреба од тоа да се движат кон специјалистичките амбуланти, туку тоа може да го завршат во амбулантите кај нивните матични лекари. Таквиот тип на децентрализација, овозможување на негде околу 1200 ординации на матични лекари да бидат даватели на сеопфатни квалитетни услуги од областа на кардиологијата, од областа на ендокринологијата, како што е диабетологијата или проблемите кои што ги имаат граѓаните со хипотиреозата. Или пак од областа на респираторните заболувања, каде што најчести предизвикувачи на тие проблеми се хроничната обструктивна белодробна болест и астмата. Овие 5 протоколи го променија начинот на кој што функционира примарното здравство. Негде околу, по проценка на Светската банка во една каскадна анализа, негде околу приближно 1 милион жители имаат макар една од овие 5 дијагнози кои што ги споменав. Замислете колкав е теретот кој што мораше да го поднесе секундарното и терцијерното здравство, за кое што и сега зборувавте во вашиот прилог, за да може да ги обслужи тие пациенти, сега тие пациенти завршуваат кај матичните лекари. И морам да ве прашам, кога говориме за реформите во примарната здравствена заштита кои започнаа 2023 година, би сакала да ми кажете со кои проблеми, односно недостатоци се соочивте и со која динамика се одвиваат реформите со оглед на тоа дека станува збор за гломазен систем? Најголемите проблеми кои што се јавуваат секогаш и беа споменати во вашите прилози се недостатокот на персонал. Ние сме земја во која што хронично не само што недостасува персонал, туку за жал истиот го извезуваме во земјите како готов производ. Ние станавме практично подкрепители на една добра поговорка, а тоа е дека југот произведува многу добри здравствени работници за северот. Таму каде што ги извезуваме. И тоа не треба да се случува така. Способни се и мислам дека веќе покажавме дека имаме капацитети да ги задржиме, да ги потребите на здравствените работници да ги пресретнеме, да ги задржиме. А дури тие што заминале можеби да се вратат, имавме сега бргу еден таков случај. Па јас се надевам дека нема да застане на таквиот случај кој што беше од Прилепската болница, имавме можност да го видиме. Меѓутоа, ако навистина се продолжи да се работи во насока на она кое што гледаме дека се работи, па дури и денеска беше потпишан договор со кој што беше зголемена капитацијата на точно, матичните лекари за 33%. Очекуваме дека тие 33% не само што ќе дадат поквалитетна услуга, туку ќе има и позадоволни здравствени работници на примарно ниво. Зборувам и за докторите, и за медицинските сестри кои што се тимови од примарна здравствена заштита. Ако на тој начин ги гледаме работите да
не само преку финансиски стимулации, треба да се создадат и соодветни услови, едукација, континуирана едукација, лиценцирање, особено лиценцирање на медицинските сестри кои што немаат за жал се уште сестринска комора на сестрите како што имаат лекарите, каде што на секој, например 7 години ќе може да се релиценцираат и да напредуваат во кариерата, односно да напредуваат во своите знаења, континуирано да ги надградуваат. Тие се едни од основните проблеми. Денес најголемиот стрес на секој здравствен работник на работното место не е ни тоа кога ќе му стигне платата, колкава му е платата, иако се тоа многу важни работи да се разбереме и затоа се работи на нив и гледаме дека денеска е пример дека се работи на истите, меѓутоа најголемиот стрес на секој здравствен работник е дали е соодветно едуциран и стручно подготвен да одговори на потребите на пациентот. Доколку тоа не се случи, тогаш се случува еден од најголемите феномени во сферата на здравствениот сектор, а тоа е бърнаут синдромот, односно синдромот на прегорување на здравствените работници, тоа па никако не смее да се го дозволи. Морам да истакнам дека портата на здравствениот систем е примарното здравство. Матичните лекари ја имаат улогата да бидат први и последни во грижата за здравието на своите пациенти. Сега, ако ве прашам во која насока треба да се движат реформите, кажавте дел од тоа и каде е ургентна состојбата, би констатирала, односно би кажала дека пациентите и матичните лекари всушност се едногласни дека многу тешко се доаѓа до термини и пациентите се приморани на дополнителни финансиски трошоци за специјалистички прегледи во приватните болници кои секој не може да си ги дозволи, тука и достапноста до лековите, па сите овие се многу важни прашања кои што нели треба да се решаваат со реформите. Не постои ни една земја во светот која што може да изгради толку силен систем на секундарно и терциерно ниво со специјалистички услуги и при тоа да го занемари ефектот и потребата од примарниот здравствен систем. Се обидува, не успеа, дури и најбогатите земји како што е Германија, земји како што се Норвешка, Шведска, Финска, Данска, сите пробаа и не успеа во тоа да направат таков централизиран специјалистички систем кој што ќе ги задоволи сите потреби на граѓаните. Сега патот е обратен во тие земји. Градат силна примарна здравствена заштита, силно примарно здравство кое што се фокусира на превенција на болести и промоција на здравје, што значи и директно подобрување на квалитетот на животот, и секако силно примарно здравство кое што ќе третира болести и ќе биде, како што кажавте вие, вратата која што треба да биде и прва и последна, низ која што ќе помине пациентот и нема да има потреба од дополнително шетање, низ лавиринтот на здравствениот систем. За да се случи тоа, потребно е сериозна инвестиција во примарното здравство. Треба да се случи подигање на здравствениот систем, кој што го гледаме во очите на здравствените работници од примарното здравство, за да можеме навистина да им дадеме валоризација, да се почувствуваат дека имаат додадена вредност во општеството, не само во системот на здравствени услуги. Кога тие лекари и тие сестри кои што се првата и последна врата, низ која што се добиваат здравствени услуги, ќе се чувствуваат задоволни од работата која што ја работат и вреднувани за тоа што го работат, тогаш верувајте ми дека многу полесно ќе биде да ги задржиме и оние млади лекари кои што ни бегаат сега од државата и да ги сместиме во примарното здравство, особено онаму каде што, како и што видовме низ прилозите кои што ги имавте, во руралните средини недостасуваат сериозно голем број на здравствени работници. Споменавте дека примарното здравство треба да игра клучна улога во водењето на програмите за скрининг и превенција со цел да се промовира и одржува здравјето на граѓаните. И сега прашањето ми беше што е најважно за да се постигне високо ниво на квалитетни услуги на граѓаните. Овде ќе се надоврзам. Дали можеби проблемите со кои се соочува примарното здравство е причина за намален интерес од страна на завршените студенти по медицина да работат како матични лекари? Мислам дека не е толку едноставен проблемот да кажеме дека само тука ќе алоцираме вината на здравствениот систем и зашто младите лекари не се решаваат да работат. Како што кажав, финансиската стимулација како изолирана процедура, како изолирана метода за задржување на младите лекари е нефункционална. Треба да има повеќе решенија кои што ќе овозможат младите лекари да останат во државата. Едното од нив е создавање, како што кажав, на услови за работа, квалитетни, добри услови за работа и секако да има континуирана едукација, подготвеност на лекарите да одговорат на предизвиците. Ако сето ова
го оствариме, тогаш е веројатноста дека потребите кои што произлегуваат, базичните потреби, збориме за хигиенските потреби, за добар квалитетен живот кој што ќе биде живот без пропратен стрес, кај сите млади лекари и млади медицински сестри, мораме да ги споменеме медицинските сестри, денеска Македонија борба води со тоа да ги задржи медицинските сестри на своите работни места, ќе останат на своите работни места. И ако останат на своите работни места, тогаш навистина оваа земја има перспектива. Никоја земја не станала богата пред да стане здрава. Така да ако ние сакаме некогаш да се видиме во големото богато семејство на европските земји, треба да сватиме дека треба пред се да инвестираме во здравјето и образованието, за да можеме конечно да се сместиме онаму каде што сметаме дека со право припаѓаме. И сега да не биде за гледачите кои што не гледаат дека постојано нешто говориме, ги наоѓаме проблемите, признаваме дека ги имаме, велиме дека имаме решение за нив и дека ќе ги решаваме. Меѓутоа, еве наискрено се работили на терен и колку успешно се работи за подобрување на состојбата. Македонија има поднесено веќе 2 точно дефинирани програми. Тоа се така наречени програми за економски развој до Европската комисија. Тие 2 програми зборуваме за програми, тоа се програми од здравствениот сектор, има програми од труд и социјална политика, има и програми од екологија, има и програми од земјоделство и од локална самоуправа, меѓутоа единствениот сектор, и тоа ја покажува навистина посветеноста на Македонија кон тоа навистина да се реформира овој сектор. Единствениот сектор кој што има поднесено 2 програми во таа програма за економски развој е практично здравството. Двете програми се однесуваат на реформите во примарната здравствена заштита, тоа е првата реформа, и втората е за човечки ресурси во здравството. Она за кое што до сега разговаравме. Како да обезбедиме услови и како да обезбедиме пропратно све она што е поддршка на сите здравствени работници да може да ни останат во земјата и да не ги губиме во земјите од северот. На самиот почеток на разговорот ве најавив како координатор за реформи во примарното здравство, меѓутоа вие сте актуелен директор на Центарот за рехабилитација Козле во Скопје, па би морала да ве прашам и какви се состојбите во рехабилитационата медицина и центрите за рехабилитација во земјава и во која насока е нивното унапредување? Веќе имавме сериозни разговори со фондот, тоа е клиника за рехабилитација и за клиника за физикална медицина и рехабилитација и представува единствена здравствена установа од ваков тип во земјата. Статистички, кога ја превземав функцијата директор на клиниката за физикална медицина и рехабилитација, она што статистички можем да го видиме е дека услугите кои што само таа клиника ги дава на годишно ниво, а се за пациентите кои што доаѓаат од цела Македонија, се на значително ниско ниво во однос на тоа колкава е реалната потреба на граѓаните во земјата. Истото го разговаравме со директорите на Фондот за здравствено осигурување, со кои што најдовме веднаш заеднички јазик за тоа дека треба сериозно да работиме, да го унапредиме системот на рехабилитација во Македонија. Секој трети човек во светот статистички има потреба од некаква рехабилитација која што може значително да го подобри квалитетот на неговиот живот. Тоа значи дека негде околу 2,7 милиарди луѓе во светот имаат потреба од рехабилитација. Преведено во македонски услови, тоа значи дека најмалку 600.000 луѓе денеска во моментот би требало да имаат некаква рехабилитацијска процедура со цел да се подобри нивниот квалитет на живот. Затоа се потребни капацитети. Затоа се потребни овие 15.000 да се доближат многу повеќе до тие 600.000. И кога зборуваме за рехабилитација, тука не зборуваме само за луѓе кои што имаат дегенеративни промени, кои што се во третото доба, кои што имаат веќе 65 и повеќе наполнето години и не спаѓаат во групата на оние кои што не придонесуваат во економијата, туку имаме и помлади луѓе кои што се уште имаат преостаната работна способност и која што доколку ја унапредите, ќе го подобрите квалитетот и на економијата и на социјалниот живот, па секако и на личниот живот на пациентите кои што имаат такви проблеми. Така да аспектите на подобрување не даваат само решение за индивидуалните проблеми на пациентите, туку даваат решение за целото општество, пред се за економските.
Така. И споменавме и претходно, повторно ќе нагласам, кога говориме за унапредување на условите во примарната здравствена заштита, здравствените центри и генерално целиот здравствен систем во земјава, не мислиме само за услугите кои што ќе им ги дадеме и овозможиме на пациентите, туку и за условите во кои што здравствените работници ќе ја дадат таа услуга и ќе се грижат за здравјето на своите пациенти. Поттука би сакала кон крајот на разговорот да истакнеме уште еднаш улогата на медицинските сестри во примарното здравство. Мислам дека како никогаш досега Македонија е исправена пред предизвикот да ги зачува медицинските сестри во институциите и да ги зачува во државата. И ова се две различни работи кои што бих сакал да ги дискутираме. Денеска сме све повеќе сведоци дека медицинските сестри ја напуштаат својата примарна професија, нешто на што ја посветиле својата младост, учеле за да бидат медицински сестри и сега одат во некои други професии кои што се попрофитабилни. А оние кои што остануваат во професијата и ќе доинвестираат во својата едукација, ја напуштаат земјата и одат кон северот. И не смееме да дозволиме да ги изгубиме ниту едните, ниту другите. Затоа во саботата пред 2 дена беше одржана и првата меѓународна конференција на медицинските сестри, на медицинските техничари. Токму со цел да се адресира проблемот на тоа колку многу недостасуваат овие здравствени профили во државата. Таа меѓународна конференција беше покрај тоа што имаше сериозен едукативен карактер, имаше и сериозен емотивен карактер, затоа што тука беа присутни сите сестри кои што се од центрите каде што се третираат сега во моментот нашите млади деца кои што беа повредени во трагедијата што се случи во Кочани. И самото присуство на сестрите од регионот и нивната поддршка која што во овие моменти на Македонија толку многу и значи, како што кажав, даде два многу битни елементи за тоа што сестрите представуваат за системот. Дека тие не се само обична работна сила, туку дека тие се и емпатијата, и сочувството, и силата која што им се дава на здравствените работници и на пациентите, за да можат да издржат во тешките моменти. Докторите во својот контакт со пациентот имаат на секои 3 контакти должност да се поклонат пред 7-те контакти кои што веќе ги направила медицинската сестра со својот со нивниот пациент, односно со нивниот заеднички пациент. Тоа значи дека 70% од целокупниот работен процес со пациентот го поминува медицинската сестра, 30% го поминува лекарот. И секако дека тоа треба да биде нешто за почет и, како и секогаш, мојот наклон за сите медицински сестри во државата е секогаш да земе. Да овозможиме што помал број на медицински кадар излегува надвор од границите од државата и оние кои што се надвор можеби да се охрабрат да се вратат во државата, да ја дадат поддршката на нашиот здравствен систем и конечно нели искуствата од другите, да речеме под наводници поразвиени земји, да ги пренесеме и да ги искористиме овде во земјава. Меѓутоа морам да ве прашам вас лично, колку сте задоволни од динамиката со која што се одвиваат реформите во нашава држава и во здравството, колку сте задоволни од тоа што досега можевте да допринесете и да направите и кој е вашиот следен предизвик? Реално мислам дека јас сум секогаш некој кој што сака да ги заврши работите уште вчера. И со оглед на тоа што таквата динамика која што јас сам себе си ја наметнувам во животот е исклучително напорна, сметам дека динамиката која што очекувате од една единка не може да ја очекувате од системот во целост, затоа што тука има многу комплексни работи кои што треба да се случуваат. Реално многу брзо настана оваа трансформација на здравствениот систем преку реформите во примарната здравствена заштита. И за овој краток период од една година од формирање на новата влада, гледаме дека навистина се прават многу интервенции, пред се финансиски тука, мислам интервенции во делот на здравството. Фокусот на оваа влада, гледаме дека е јасно апострофирање на оние пред се финансиски проблеми со кои што здравството се соочува, што е одлична основа за да почнеме да ги градиме останатите делови од системот. Така да сум сериозно оптимист за тоа дека
во наредниот период исклучително брзо сите оние реформи кои што се започнати многу брзо ќе се заокружат и дека многу брзо ќе можеме да видиме функционален систем во кој што, како што кажевте вие на почетокот, ќе гледаме како здравствените работници ни се враќаат во државата, а не се заминуваат од неа. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Ви благодарам и мене ми беше големо задоволство.